Изминува и последниот ден од изборната кампања во која ДПМНЕ и Илиовски се излегоа со препишана програма од изминатите изборни циклуси. При тоа заборавајќи дека тие проекти досега требаше да бидат направени. Конечно имаа шанса да покажат дека Битола им значи, но тие по примерот на Талески продолжија со староновите лаги. Без грам срам и доблест, проектите кои им ги ветија на битолчани пред многу години повторно ги ветуваат. Топлификација и гасификација, стадион по Тумбекафе, изградба на прочистителна станица, полигон за обука на возачи, изградба на катни гаражи, копанки, покриен базен, хотелски комплекс Нижополе, реконструкција на железничката пруга, се дел од проектите кои останаа само лажни ветувања од ДПМНЕ и Талески. Офицерскиот дом, кој го оставија да пропадне и кој сака да го продадат, сега наводно ќе го реновирале. Училиштата кои ги затрупаја во долгови од околу 2 милиони евра, сега нив им биле приоритет. Почитувани, локалната власт на ДПМНЕ во изминатите 12 години од Битола направи град со спорт во изумирање, стопанство на колена, најзагаден воздух во Европа, раскопани улици, запоставен универзитет, град од кој младите масовно се иселуваат.